По известниот крај на кризата на Блискиот Исток и намалувањето на цените на горивата, владата очекува од трговците и маркетите да ги намалат и цените, особено на основните прехранбени продукти. За таа цел попладне во состанок одржуваат со премиерот Мицкоски, кој најави дека доколку не наидат на разбирање, ќе преземат мерки. Пред владата е Мирјана Мирчевска-Јовановиќ, па ми повели да чуеме дали има некаков исход од средбата. Бурче, овде во владата 1 час трае средбата помеѓу премиерот Мицкоски и собствениците на маркетите, каде што треба да се разговара за цените и дали тие ќе бидат намалени. Она што се повеќе знаеме и секој ден снимаме е дека граѓаните кажуваат дека цените се премногу високи и дека навистина не може да се преживее еден месец. Ако нели знаеме колку како што велат високи се цените на основните продукти и со тие плата може само да се купат основни намирници. Сето ова доаѓа претходно откако премиерот Мицкоски кажа дека доколку нема исход од овој разговор и средба, тогаш ќе има и мерки. Да ја слушнеме тука изјавата од премиерот Мицкоски. Мојата порака ќе биде јасна. Завршува кризата, граѓаните беа толерантни. Сега е наред тие да им се одолжат на граѓаните и веднаш да пристапат кон намалување на цените на производите, посебно основните прехранбени производи. Тоа го очекуваме од нив. И исто така ние како влада имаме механизми доколку тоа не се случи, на еден поинаков начин да го спроведеме. Основните прехранбени производи потребно е да претрпат корекција, бидејќи граѓаните беа толерантни. До сега е време тие да се одолжат на граѓаните. И ќе направиме некои споредби какви се цените во регионот, какви се цените кај нас за некои од основните прехранбени производи и во одредени маркети ако треба и по име и по презиме, од утре јавно ќе ги објавуваме ние, па понатаму оставаме на нив. Мими кажав и на почетокот, еден од главните фактори кои што влијаат на цените на производите секако се цените на горивата. Од ноќеска на полнок тие првпат значително ќе се намалат, па да чуеме точно за колку и кои ќе бидат новите цени. Регулаторната комисија соопшти дека најмногу се намалува цената на дизелот за 7 денари и ќе се продава за 80,5 денари за литар. Цената на бензинот од 95 октани се намалува за 3,5 денари и ќе изнесува 84 денари за литар, додека цената на бензинот од 98 октани се намалува за 4 денари и ќе се продава за 86 денари за литар. Од регулаторната исто така кажува дека ова се максималните цени, а трговците може да ги формираат и пониско. Борче, секако со повеќе информации ги очекуваме овде од владата и во наредните вести ќе ги информираме нашите гледачи што било решено на овој состанок. Дали ќе имаме пониски цени за основните производи. Така е, Мими, ти благодарам. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ за цените на горивата и намалување на цените на основните производи во маркетите.